Од есен, богати и сиромашни деца во штипските училишта ќе нема. На наставата учениците од прво до пето оделение ќе доаѓаат униформирани. Оваа година општина Штип во својата програма за образование за прв пат предвиде униформи за учениците од прво до пето оделение кои што учат во основните училишта на територијата на општина Штип. Согласно направените истражувања, досегашните бројки покажуваат дека имаме над 2000 ученици, некаде околу 2200 ученици, за кои што веќе општината спроведе истражување, ги добивме техничките спецификации за големината на униформите кои што треба да ја носат учениците. Единствено ни преостанува за оние ученици кои што сега се запишуваат во прво оделение за учебната 23-24 година и веќе се прават последните подготовки за објавување на тендер, односно јавна набавка за избор на оператор кој што би ги изработувал овие униформи. Оваа одлука за граѓаните е прифатлива, е добра и ја поддржуваат. Па треба, ако то по-добро, треба да се носи. Мислите ли дека ќе се намали дискриминацијата со носењето? Би требало. Мислите школите да носат униформи? Според тебе? Да, Добро ли е тоа? Нема ли да има дискриминации? нема да има. Ќе се намали ли дискриминацијата? 1000%. Ќе се знае кој како шо е. Според некои образовни експерти, униформите имаат големо значење од повеќе аспекти. Униформите не прават статусна разлика меѓу децата во однос на брендови, ја заштитуваат нивната приватна облека, представуваат заштеда за семејството и на еден начин ученикот е видлив кога се движи надвор од образовните објекти. Изјави универзитетскиот професор Зоран Киткањ. Во иста насока, некои сметаат дека освен учениците, униформи се потребни и за наставниците. Би било добро и наставникот да е вклопен во средината со децата, да е посветен, а униформираноста само ќе му помогне полесно да ги совлади и пренесе задачите на учениците, додава Киткањ. Во Штип за новата учебна година ќе бидат изработени околу 2000 униформи по дизајн на Средното текстилно училиште и Универзитетот Гоце Делчев.